ја абсолвиравме Беласица, Тиверија, фудбалот, меѓутоа Струмица е спортски град, имаше одбојка, на времето имаше прволигаж во она силна лига на поранешната држава, па малку за тоа. Никола Донев, меѓу другото, беше и првиот македонец што настапи во репрезентацијата на Југославија во одбојка и играше дури на светско првенство. Во книгата Струмички спортски столетник најголем простор зазема фудбалот и одбојката. Може би подеднакво ќе дојдат. И по сојузен ранг надпреварување, и по активност, и по резултати, Беласица и Струмица не се знае кој е подобар. Може би се рамни. Одбојката во Струмица имаше еден период, во книгата е многу убаво обработено, имахме репрезентативци, имахме учество во прва лига, така да овој спорт е многу убаво обработен. А сите спортови се опфатени тука. 20 спорта има внатре опфатено во книгата, со 350 фотографии, а за мене фотографијата е големо богатство, за трајна и автентична информација, фотографијата зборува многу, таа не знае да лаже. И прво имах 500 фотографии, од нив во книгата застапив 350. И сам се чудам, Зоки, како сум ги собрал. Еве сега да ми каже некој како направи ова книга, не знам да му кажам. Па ајде, кажи како. Не знам јас како. Не знам јас. Се чудам сами од себе. А толку е занимливо, неколку души пријатели ми се јавува. Јас имам 250 книги дадено од мене на пријатели, поклонето од оваа книга. Да. И ми се јавија, вели, не можеме да се погодиме со жената кој да чита. Јас ке читам до 1 до 2 сата, после она чека да продолжи да чита. Толку е така убаво напишано како карван, некој спортски карван, и карванот се движи и чекат, сакат да читат. Течат на старите. Да не се фалим само, тие се искажувања од гледачите, од читателите, и така мислам не е тоа фалма. И тоа не верувам некој да го направи. Еве сега прилика да упатиме заедно со тебе, апел до младите спортски новинари и соработници и така натаму, да се занимават со спортска хроника, да не замени нас некој, и тебе и мене. Да не знам дали ќе се занимаваат, повеќе ги влечат дневните настани, фудбал, кошарка, ракомети, забораваат веќе она што минало. Некој забележува, го нотира тоа, да не прашуваат колку пари ќе земат. Еве, ние ако прашуваме за пари, јас тоа не го правех. Јас немам продавани книги. Ова ми е 4-та книга, скоро и немам продавано книга. Ако се обезбеди средство да се печати, тоа останува само за историографијата на градот. Па еве и овде, например, сега отворим во содржинава од книгата овој Струмички спортски столетник. Овде има државни репрезентативци, интернационалци, некој ќе отвори, ќе прочита, ќе види дека Димитар Циев, за жал покојниот, е од овде еден од главните личности во одбојкарскиот спорт во Македонија, беше и професор и декан на факултетот за физичка култура. Потоа Никола Донев го спомнав, Благој Манчев, Фончев, Георгиев, Стојанов, Кечев, Русоманов, Митев, Милев, Делевски. Сега има 6 мина во репрезентацијата на Македонија. 6 мина. Струмичани. А малку ги спомнува. Тука има една замерка. Треба да кажат некој пат дека изборот на овие репрезентативци е Струмица. 6 мина за кој спорт зборуваш? За фудбалот или одбојката? За одбојката. Во одбојката носители на репрезентацијата се. Од капитенот и неговиот брат и сите други, ај сега не може да се сетам баш. Сите се струмичани. Љавто, сите од Струмица се. Интернационалци игра таму, во светот, и тоа се главни играчи во своите тимови. После Циев, многу важен е Киро Ришлиев. Беше и селектор на македонската репрезентација, и беше и во Италија селектор. А Киро ги постигна сите највисоки резултати, покотово со Струмица, со екипата на Струмица. Колку пати освојуваш на купот на Македонија, колку пати републички првак. Така да одбојката и кошарката е стално има за кошарката сега малку. Малку послаба е она,
имаме некои успеси, имаме доста и репрезентативци од кошарка, Настев, Богоев и други, меѓутоа не е баш рамна со одбојката и со фудбалот. И Пецев, мисля, че не беше од тука. Да, од тука беше, да. Многу се доби на времето кога се изгради спортската сала, тогаш живла и кошарката, одбојката веќе пред тоа беше и во Партизан се играше и во училишните сали и така. Меѓутоа оваа сала многу значеше за кошарката, но не стигна до она ниво кошарката, например, како струмичката одбојка. Да. Одбојката се играше и во старата сала на Партизан. Да, па за неа мислев. Од Белград гостуваа две екипи кои беа, стално гостуваа на зимски турнир во Струмица. А тога и во иста сала се одржуваше и борење. Ај сега да не одеме на борењето, оти сега малку во стагнација, не би сакал да спомнувам. Право ке ме чуваат Сократ и другите. Како да ви кажам, Струмица е спортски центар. Со две екипи во Републичка лига 1974 година и Тиверија и Белаца беа членови Републичка лига. Со две екипи кошаркарски во Републичка лига, со две екипи во одбојка. Да. Тоа не е едноставно. И други 20 разни спортови. Нема спорт кој не е во Струмица, кој нема корен и кој нема активност. А за борењето зошто не сакаш да зборуваш? Жал ти е што не е како во минатото, се сеќавам тамо. Па таму имаше турнири исто. 88-89 извор беше екипен првак на Југославија во борење во слободен стил. Многу падна нагло, не знам како, не успеа да најдат. Тоа Сократ Евтимов беше тренер, па и се бореше и така. Да споменеве, еве и тебе може ќе те подсетам дека практично првите борачи, репрезентативци на поранешна Југославија во слободен стил беа од овде, што освојуваа високи пласмани на европски и светски првенства. Тоа беа Неби Јусуфов и Рамис Стефиков. Бартучеди си тие. Да, тие беа големи борачи и кога разговарав со Ристо Таков, практично основоположникот на слободното борење во Македонија, во секоја втора реченица ги споменуваше нив двајца и нивниот настап на првото неофицијално европско првенство, кога биле меѓу првите 5 пласирани, што било најава дека еве овде може да вире и да се развива и тој спорт. Уште некое твое доживување од спортот, од спортското новинарство, од известувањата, контактите со луѓето и така? Многу е добро да работиш со спортисти. Знаете колку во секој момент се срекавам со луѓе, стално се зборува за спортот, не само за фудбал, туку и за другите спортови. Тоа што со фудбалот сум најактивен, ме натера да сепак пред 2 години да направам книги за Тиверија, да се види дека не е не сум само на Беласица. Има еден активен фудбалски работник и спортист Митко Кјучуков. Ти си Беласица. Митко, верам сега, ќе докажам дека не сум Беласица и земах со него најмногу ми помогна да направиме една... И еве таа книга, еве за Тиверија. Да. И така да се одолжи за нив, да не зборувам дека само Беласица ме интересира. А за Беласица имам објавено покрај книгите и доста прилози, хроники. Тие хроники се многу занимливи за мене. Еве една од нив ќе спомнеме за Панче Пандазиев. Ева го. Да. Фудбалер, голгетер, тренер. Бидејќи Панче е сега во инвалидска количка, многу ми е драго ако ова го види на телевизија и ќе му даде волја да обстои и понатаму. Еве го овде Панче Пандазиев и како тренер беше доста успешен и популарен. Во 2001-та го освојува Купот на Македонија со кадетите. Овде имаш во поднасловот првото име со лекарска потврда, голгетер во Македонската фудбалска лига со 22 постигнати гола, селектор на кадетската репрезентација на Македонија,
Со пионерите на Беласица го има освоено шампионатот, а со кадетите 2 пати купот на Македонија. Тоа говори дека бил добар педагог и особено се истакнувал во работата со младите фудбалери. Од пионери почнувајќи. Сега ова фудбалер со лекарска дозвола, тој беше ученик во прва година или втора на земјоделско училиште. Талентиран, треба да игра за првата екипа, беше ама тука, млад. Боголјуб Петровиќ беше тренер и со потврда лекарска направивме да учествува да по прва лига. Иначе не можеше да игра, бидејќи неа имаше постигнато на старосна граница да биде полнолетен. Тоа покажува дека и како млад, талентиран и брзо зачукал на вратата на првиот тим. Од другиве спортови се сеќавам и мислев дека ќе почне да живее и овде како во Штип што живее боксот. Меѓутоа некако не завиреа тој спорт. А во минатото имаше и еден полуфинален турнир, ако се сеќаваш, во рамките од Златниот гонг, овде во салата, па и го пренесував за македонската телевизија, бев изненаден, салата преполна, немаше игла каде да падне. И помисли во тој момент дека еве и овде боксот ќе почне да живее, но не. За разлика од борењето, од боксот не. Нема боксер од Струмица. Немаше човек, веројатно, што можеше да... А борачи имаше. Борачи... Да повлече. Во Струмичко, Радовишко, во Ландовско борачи има најдов слика од 1937 година. Фаик Пеливан, Фаик Тефиков, на Неби Јусупов и на Рамис дедото. Да. Е начело на оваа екипа. Тоа е составено од Радовишко, Струмичко и Валандовско шестмина, кои учествувале на сите селски пеливански надпревари. Црквата ги организирала. Оваа слика од 1937 година од село Трушица. Ама не може да најдам кои се борачите. Скоро беше Ристо Аливкин од Костурино во Измир, и таму кај што се струмичани најмногу. Вика се собраа 100 души. Сите дојдоа. Па сликата ја гледаа сите. Барав некои дали ќе препознаат да земат таму, вам не. Рами Стефиков и Неби беа главни, се собраа сите, оваа слика ги собра сите. И солзи, радосници имаш и се. А Рами си Неби таму отидоа да живеат, малку се бореа, потоа со бизниси секој. Да, после занимава. Важно, добро се ситуирани. Неколку пати ги посетува овај Аливкин, Ристо Аливкин. А тие доаѓаат овде во Струмица или не? Не, нема дојдено. А причината за тоа не ја знаем. Не остана никој од нивното семејство изгледа. Добро, мислам дали не ги влече родниот крај и така. Сепак оставија зад себе една боречка историја, која ја споменуваме, па беа и на ранглистата на најдобрите спортисти тамо 63-та, 64-та, 5-та до 6-та година, додека насапува на тие големи приредби. Нема, во нивната категорија не би уступувал нарочно конкуренција, немаше. И Рамис исто така, и 20-та. Ти се сеќаваш на тие надпревари нивни овде во Струмица на времето и така? Прво во старата сала, Партизан, ги одржувахте, стално издавахте билтени. Меѓутоа, интересно, кога правих книгата, барав неколку билтени, барем да најдам, многу тешко. Многу тешко. Документација слабо. Да, после неколку години нема. Имаше Томе Зимбаков беше председател и се беше борачиот клуб, од кога почина тој, од Босилово беше дали таму кај него се остана. Томе Пачовов исто така беше многу активен од Штип со Ристо такво заедно почнале да го формират Балканец во свое време. Не може и тој да ми даде ништо, така да многу тешко се дојде до податоци. А си поставам прашање како ќе биде после 50 и 100 години. Па затоа треба овие книги да се зачуваат и да остане нешто. Кој ќе најде, што ќе најде? Да се видат корените од каде. Јас знам што значи, за тоа апелирам стално да се најде друг да продолжи
на оваа линија. Да се остават податоци за да се збогатува историографијата фудбалска, спортска на сите спортски активности, да остане нешто. Еби овие вашите емисии и тие се многу важни. Тоа е голем прилог во збогатување, во афирмација на спортските активности. Ама кој ги цени, овие постарите спортисти и Историјата ќе ги луѓето цени. што чувствуваат што значат тие емисии, вака се срекни што одат и што ги има и што ќе останат за да зборуваат за една историја за сите спортови и спортисти во Македонија, за оние легенди. Зборувавме за борењето, дали се сеќаваш ти Ристо Таков кога доаѓаше овде, зашто тој почна во Штип 1958-та, таму ја формира првата таа боречка секција, така да кажам, за слободен стил, и кружеше во источниот регион и беше иницијатор за формирање на секција, потоа и клубови на секаде, па потоа и во западниот, па и во цела Македонија. Ристо ми беше личен пријател и многу го ценев. Имаше интелигенција и неколку фотографии што ги има направено во Софија, сум ги сликал на Балканијада една, во еден ресторан се најдовме, таму ги сликавме. Тие фотографии од Балканијадата во Софија, значи твои се што провеуваат вака низ писанијата, низ... И јас лично го и јас ги користев доста во емисијата за Ристо Таков. Па еве и тоа покажува дека си спортска историја. Како не, како не. Човек кој сака да остави нешто, кој знае што значи хроника, во секој момент што ќе најде, право го прибира. И понатаму ги собираш тие работи нормално, особено за Беласица, бидејќи се подготвуваш да издадеш и книга за фудбалот овде, 100 години, кој почнал 1918-та, значи 2018-та ќе биде 100 години од фудбалот. Та Беласица е формирана 4 години по таа 18-та година. Току стабилизират, току се средат. Инаку од тие поранешните фудбалери на Беласица, што беа, би рекол, звезди на струмичкиот фудбал, денеска вака имаш контакти со нив, се гледаш, се слушаш, па пак забележуваш нешто и така. Знаете, во 1953 екипата што влезе во Републичка лига, единствен жив сведок беше Љупчо Стоилков. Почина преди година и пол-две, последен. Сите други се починати. Значи од таа генерација нема. Предпоследен беше Димитар Панов, Митко Панов. Панови играа тројца, Трајко Панов, Георги Панов и Митко Панов. Сите во Беласица. И последен беше Митко Панов, предпоследен, а последен Љупчо Стоилков. На 82-3 години почина. Никој друг не е жив. И единствено со нив, бидејќи бевме вршници, да ви кажам дека и јас 1953 година од голема љубов за Беласица почнав да тренирам. Чедо беше тренер и оттаму се зближихме со нив, со сите. Јас Беласица ја засаках од Штип. Бех ученик во Штип, во учителска школа и секој гостуван на Беласица кога идеш да играе со бројгалница, како да идеше екипа од мојот роден град и многу е засакав. И отиде, судбината ме натера да бидам учител, да ме постават во Струмица. И уште продолжив да ја сакам Беласица, почнав да бидам дописник, хонорарен дописник. И готово влезе во крвта. И немаше излаз. Дојде формирање на дописништво, ме повика, работех во културата, ме повика Димче Беловски лично, вели, те земаме ние, ако не успееш во новинарството, ако ти се досади, ако не сакаш, ќе ми се јавиш кај да видам. Тука сум. Да помогнам нешто. И така јас останав до крајот да се занимавам, да се грижам, да сум активен во спортот, бидејќи па дојде после одбојкари и борачи и не знам што, сите мораше да се живее. Да ви кажам како сум поминал
во известувањето. Кога играше Трепча и Беласица 1986 година за влегување во единствена втора лига, тоа беше прва лига. Да. Тоа беше исто така рекорден број на стадионот, 7 јули или 8 јули, ајде да не е 7 или 8. Лето, топло, стадионот пол. Дома се отидов мокор, од глава до пета, мокор од топло. Таков надпревар, тоа беше единствен. Беласица победи со крајни напори, успеа да влезе и тоа е најголем успех на струмичкиот фудбал. Тоа е успех на Благој, да се разбереме. Кога дојде Благој во Струмица, тој имаше многу понуди. Имаше од Реал Мадрид понуда, имаше од Барселона, имаше од некои други италијански клубови. Меѓутоа го скрши, имам наслов во книгата, го скрши смртта на мајка му. Не знаете вие каква носталгија доживеа кога почина мајка му. Во декември или јануар, снегови. Да, и тоа го врза за Струмица и веќе не помислуваше за одење. Од Холандија патувал за Минхен со кола, па од Минхен со авион за Солун, па од Солун го чекаа да дојде тука. Цела Европа поминал, само да присуствува на мајка му, на погребот. Па добро, Благој направи убава кариера, тој можеш уште. Почна во Беласица, продолжи во Победа, исто така и во Прилепска Победа има минато убави години. Тој и во Партизан после. Во Победа и денеска се сеќаваат на неговите одбрани, особено оние негови клубски другари од тој период, еве со Јове Магдевски се сретнав, правев емисии за него, го споменуваш и Статов како голем голман, како другар. Потоа отиде во Партизан, потоа во Утрек, па се врати, мислевме дека ќе продолжи, меѓутоа еве причината. Тија кажа која беше што остана овде и што продолжи да работи тука во нашиот фудбал. 78 се врати, до 82 тренер, играш таму и 82-83 Беласа влезе во втора лига. Сега кажи ми, бидејќи се ближи крајот од нашиот разговор, кој е твоето секојдневие и кои се твоите следни ангажмани? Морам да ви кажам дека сум од сите книги што ги направих, најзадоволен сум од книгата за Благој Статов, македонска фудбалска легенда. Направих книга за спортист, за граѓанин и за човек. Благој е голем човек, вреден човек. Вреди да се напише за него со ентузијазм направих книгата. Знаете, Благој донесе една вреќа слики и текстови што собирал каде били во Белград и во Холандија и една вреќа слики и што ќе правам. Те нахрани со податоци, не знаеш што направиш. Го викав Томе Семенков цела недела на мојот балкон летно време. На балконот слика по слика кој е, што, иначе фотографија без легенда, тоа е картина. Да. Ако не се каже кој е и што и каде, ништо. И од цела вреќа слики успеевме да ги извадиме тие. За книгата на Благој успеавме, ајде да кажам, со еден од колегите Иван Василевски почина скоро, направивме разговор со 35 личности. На спортисти, на тренери, на важни личности, на функционери и така натаму и така. Да, низ нивни изјави уште еднаш да се потврди за тоа каква фудбалска личност. Тоа го прави ликот. Да, 35 искажувања, идеални искажувања. Сега што работиш? На што? Сега имам на компјутерот, со компјутер играм, ако сум на тие години, а не и кажам години. Тие машинчината ги нема веќе. Наслов ми е ставен на 100 години фудбал во Струмица. Добро. И мислам дека моите истражувања до сегашно, моите искуства, да ги ставам под овој наслов во 3 дела. Прво, фудбалот како разонода на граѓаните за овој период што би спомнав меѓу двете светски војни, голема улога изиграл фудбалот. Единствена разонода. Единственото. Да. Второ, фудбалскиот расадник Струмички, богатство на расадникот. Сите овие личности, кој каде што и што направил некој, еве го Степче Гранчаров отиде во Тетекс и во Тетекс доживеа да биде избран и олимписки кандидат за олимписка репрезентација, фудбалер. Степче отиде од работнички спортски игри.
учествуваше прво од Транспорт Македонија во екипата за фудбал и од тука отиде во Беласово, од Беласово во Тетекс и така натаму. Значи сето тоа сакаш да го собереш во таа книга. Фудбалска животна екзистенција. Не мируваш, продолжуваш, собираш, пишуваш и подготвуваш. И трета област или поглавие, ајде да го кажам поглавие, афирмација на струмичкиот македонскиот фудбал. Преку репрезентативци, преку се друго, преку лиги, втори, трети, четвори и така намоти и така. Мислам дека ќе биде занимливо четиво, за кој ќе биде занимливо, ако не друго за историографијата ќе биде занимливо. Ајде, чекаме сега да излезе и тоа само требаше 2 години да бидам жив. Ке бидеш, ништо не ти фали, меморија имаш, супер се сеќаваш на детали од минатото и така. Еве дојде и крајот на нашиот разговор, за гледачите да кажам дека тоа беше мојот почитуван колега Иван Станоев, човек кој целиот свој живот ги следеше спортските збиднувања, ги регистрираше, ги коментираше, ги смести во 4 книги, спортскиот живот во Струмица и Струмичкиот крај и не само тоа, пошироко и во Македонија, бидејќи многу спортисти од овде замина во клубовите од нашата држава, а и надвор од неа. Јас морам да ви заблагодарам за оваа покана, дека тоа е не само во мој интерес, да виде дека сум жив како прво, второ, да збогатиме историографијата, фудбалска и спортска на Македонија и на градовите, и на Струмица, и на Скопје, и на други. Бидејќи, морам да кажам, македонски спорт, за овие мои книги, и поготово за спортскиот столетник, нема известна информација дека е направен и дека е промовиран и дека е награден. Па еве, сега го кажавме тоа и сега тие новинари што ќе се решат да тргнат по твоите патеки, може би ќе искористат нешто и од оваа емисија. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и јас.